Тимови на итната медицинска помош започнаа со 24-часовни дежурства на автопатот Неготинов-Гевгелија. Потребата се наметна и оваа година после неколкуто сообраќајни незгоди што во изминатите денови се случија на автопатската делница. Дежурствата се реализираат веќе неколку денови, а ќе траат до крајот на август. Медицинските екипи од 6 здравствени центри, меѓу кои за прв пат годинава и тимови од Велес се вклучени во дежурствата, сместени се во близина на Демир Капија. Целта, велат надлежните, и да се интервенира што е можно побрзо во случај на сообраќајна незгода. Министерството за здравство по трети пат организира тимови пункт во ствари на итна медицинска помош да дежура 24 часа. Пунктот се наоѓа на делницата Неготино Демир Капија со цел за навремено да се стигне да се укаже итна медицинска помош на тие што им е најпотребно. Во овој период, во летниот период, значи месец јули и август, ќе се обавува работата на овој пункт и ќе се згрижуваат најбрзо што може лицата кои што се повредени во сообраќајна незгода. Автопатската делница е посебно критична за туристите од Србија, кои ноќе тргнуваат кон Грција, па заморот ги совладува токму на овој потек. Надлежните апелираат возачите да се прилагодат според условите на патот, да не возат над дозволеното, но во овој период, велат, многу е важно да се прават и што е можно почесто паузи. И од итната помош, и од полицијата потврдуваат дека во летниот период е зголемен бројот на интервенции. Според мене ова е најважното, да користат почести одмори за време на управување на возилата, бидејќи првичните сознанија до кои што доаѓаме при работење на терен се дека токму заморот е една од главните причини за случување на сообраќајните несреќи. Како споредба би ја искористила бројката дека сите останати месеци во текот на годината бројот на случајни сообраќајни несреќи на делницата на која што ние вршиме увид се движи од прилика до 10-11 сообраќајни несреќи. За споредба, во месец јули изминатата 2015 година на оваа делница регистрирани се вкупно 21 сообраќајна несреќа. Минатиот викенд во две одделни сообраќајни незгоди кај Градско и Неготино загина едно лице, а 7, меѓу кои 4 деца беа повредени. Трета година поред, тимовите на итната медицинска помош се присутни на терен за време на летната туристичка сезона.